Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Граѓаните се вклучија во борбата против корупцијата и криминалот. До антикорупцијскиот тим секојдневно пристигнуваат пријави. АКТ веќе го објави скандалот за тендерот од 1,2 милиони евра кој го добива фирмата BS Cleaning Doyle блиска до Знам од пошта кој беше пријавен преку платформата Мицко.мк. Денеска ќе прочитаме наводи од писмо на вработен во Пошта АД, исто така доставено до нас, со основано сомнение за тоа како преку овој тендер се пумпаат пари од граѓаните. Одиме поред. Цитирам. Пријавувам организирана кражба на 25.000 евра месечно или 300.000 евра годишно преку договор со фирмата BS Cleaning Doyle, наведува свиркачот вработен во пошта во писмото. Според тендерот за хигиена на сите 14 поштенски подружници задолжително треба да има по 2 хигиеничари, а во пошта 2 задолжително по 10 хигиеничари. А каква е реалната состојба? Само во 4 до 5 подружници има по 2 вработени и работат само неколку часа дневно. Во другите 10 подружници има само по 1. Во пошта 2 само 6 до 7. Значи, постојано недостасуваат околу 14 хигиеничари. Според тендерот треба да има во сите 14 подружници по 2 хигиеничари. Исто така, преку константен недостаток на 14 хигиеничари, како и скратеното работно време на останатите кои реално работат, доаѓаме до пресметка за тоа колку пари месечно е загубата. Ако се земе предвид дека за сите хигиеничари, и тие што не работат, и тие што работат само неколку часа во денот, се плаќаат целосни износи, согласно спецификацијата и договорот склучен со Пошта АД. Месечен трошок за еден хигиеничар е над 40.000 денари. Недостасуваат 14 хигиеничари, значи тоа се над 560.000 денари месечно. Постоечките 25-26 хигиеничари работат само 50% од времето. Тоа се нови 550.000 денари. Заедно со другите давачки, уште 200.000 денари, доаѓаме речиси до 25.000 евра месечно. Тоа се 300.000 евра годишно. Ете ја шемата, ете ја корупцијата. Како се прикрива ова? Според писмото на вработениот во пошта, со потпишување на лажни дневници за целосно отсутните хигиеничари и со лажни извештаи за реализирани генерални чистења, кои воопшто не се реализираат, а вработените работат во прљавштина и субстандардни услови. Почитувани, сите овие наводи ги објавуваме, заедно со целата содржина на писмото, и бараме јавното обвинителство да отвори истрага и да истражи по допрен глас. Во чии джебови завршуваат испумпаните пари? Кој ќе одговара? Антикорупцијскиот тим продолжува со откривање на сите криминални тендери. Институциите мора да постапуваат. Работата не е завршена.